Министерството за здравство информира јавноста дека согласно прогнозите од Управата за хидрометеоролошки работи и заклучоците на Комисијата за спроведување на акцијски план за превенирање на последиците од топлотните бранови врз здравјето на населението, се активира фаза 3 која се очекува вонредно високи температури кои го загрозуваат здравјето на населението, особено на најранливите групи. Најтоплиот ден од денот граѓаните треба да го поминуваат во затворени, разладени простории, да консумираат доволно течности и да избегнуваат алкохол, особено да бидат внимателни хронично болните лица постари од 60 години, бремените жени и помалите деца. Од Министерството апелираат до сите институции, работодавци и граѓани да постапуваат одговорно и согласно донесените мерки. А тоа се активирање планови за вонредни услови во сите здравствени установи, згрижување за стари лица и образовни институции, да се постапи согласно интерните протоколи за кризна состојба, да се реорганизираат работните процеси за вработените изложени на директна топлина и да се разгледа можноста за одложување на работниот процес во критичните часови во периодот од 11 до 17 часот за работници изложени на директна топлина. Работа оддалечена, флексибилно или двократно работно време кое што е изводливо. Работодавците се должни да обезбедат микроклиматски услови за работа согласно акцијскиот план. Простории со температури до 25 степени Целзиусови, освен таму каде што природата на работниот процес налага поинаку. Да се ослободат од работни обврски бремените жени и лица постари од 60 години. Да се реорганизираат работните процеси за вработените изложени на директна топлина. Центрите за социјална работа, локалната самоуправа и Црвениот крст да интензивираат теренска подршка за осамени, стари и бездомни лица. Образовните установи и градинките да избегнуваат активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Работодавците да обезбедат соодветни услови за работа и по можност да применат онлайн работа или флексибилно работно време. Да се обезбеди климатизиран јавен превоз за граѓаните во текот на целиот ден. Од Министерството за здравство, заедно со сите надлежни институции, информираат дека ќе продолжат со редовно спроведување на мерките со цел заштита на здравјето на граѓаните.